Добредојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде аналитичарот Милан Стефановски. Добре дојде. Добре најдов. Милан, пред малку на маршот посветен на Кочанската трагедија, одржан од родителите, и роднините, најблиските на загинатите, се случи еден преседан, протестот си помина со секако што треба, сите нишани беше пред обвинителството, продолжи, потоа заврши пред собранието, се одржа секако што беше најавено во мирна атмосфера, достоинствено сето тоа, но преседано што беше единствено Филипче и делегација на СДСМ и Левица влегоа на протестот за да очевидно според сите добијат некаков политички поен, завршија така што беа исфиркани и со уа и да не кажам какви зборови беа испратени. Како гледаш на овој чин, не издржаа да се обидат да добијат ефтини политички поени, иако народот очекувано им реагираше како што реагираше, но еве не издржаа, се обидоа и на ваков начин, и на вакво нешто, и на вакво место, на ваква трагедија повторно да се обидат да поентираат. Факт е дека Кочанската трагедија е една од најголемите, ако не е најголема во независна Македонија. И во најмала рака треба да има една политичка коректност и едно сочувство до тие невини луѓе кои загина. И тоа е најмало што можеме ние како општество да го дадеме. Мене СДСМ не ме чуди. Јас во моите изјави неколку пати го имам тоа нотирано дека они во нивната генеза практично се хранат со некрофилство, со политичко лешинарство. Знаете како, кога вие немате рейтинг, кога немате идеја како да се етаблирате во јавноста, вие останува најдолен, најнеморален чин, а тоа е да се обидете да соберете некој ситно политичко поенче со злоупотреба на тие емоции, на тие луѓе, и тоа говори за нив. Тоа говори за нивната срамност и за нивната безидејност и за тоа ниско ниво на политичка култура и политичко етаблирање, но мене не ме чуди затоа што и во нивно време кога беа на власт лидерот Филипче, тогаш беше министер за здравство, му се случи една огромна трагедија во Тетовската болница. Вака нема впечаток дека него како човек тоа нешто посебно го допре или СДСМ, и они веројатно се научени така да функционираат, но за среќа граѓаните тоа го препознаваат и тоа можеме да го видиме низ актуелните анкети. Очекуваше вакво нешто и од Левица? Они се во коалиција, неофицијално. Ја Левица избегнувам да ја коментирам, затоа што они се на дното на политичката сцена. Имаат исти наратив со СДСМ, тој им е нивен подизвидувач, кога не треба толку многу радикално СДСМ да се етаблира во јавноста, тоа го прави за нив Левица, така да нив ги ставам во еден исти кош, во еден исти контекст. Ниско и од нивна страна за да пробаат да манипулираат со чувствата на граѓаните, но тоа па говори дека ВМРО, ДПМН и владата ја прават вистинската работа. Тоа е сега во оваа неуместност комплимент, бидејќи ако вие имате во највисоките ешелони министер без ресор, еден бивши директор на Дирекцијата за заштита и спасување беше приведен и како еден од луѓето кои имале одговорност во делот на тие проверки на лиценци. Тоа значи дека бескомпромисно се ВМРО и владата се борат против корупцијата, која е најголемиот практично синоним за ова што се случи и на некој начин највиновна за тоа што се распаѓаше општеството кога беа СДСМ и ДУИ на власт, и на база на тие приведени профили на личности се практично од сите политички поважни фигури, и тоа говори фрустрацијата на СДСМ и на Левица и ДУИ. Протестниот марш најмногу беше насочен кон обвинителството, кое што сите имаат сомнеж во него, благодарение на оние особено 7-8 години минати кога се случуваше сето она што за жал се случуваше. Зборувам за СЈО, за Катица Јанева, која што заврши онаму каде што заврши, за оние политички прогони за 27 април
за кој што сите знаеме зошто беше и што беше, нели? Сето тоа фрли страшна љага и врз обвинителството, и врз судството. Претпоставувам сега родителите на починатите деца очајнички барајки правда, иако гледаат дека навистина да институциите во моментов други работат, главно е обвинителството и не бадијала почна протестот, нели таму, каде што почна. Не се сомневаш дека за промена еве бидејќи се разработе малку Косевски за промена, би рекол, и за среќа бидејќи поинаку да беше и немаше да биде ваква ситуацијата, дека ќе работат како што треба, имајќи предвид тежината и важноста на овој момент на Кочанската трагедија да се расчисти се? Они мораат да работат како што треба. Контекстот можеби ги натера обвинителите да почнат да се работат затоа што практично оваа трагедија говори дека во најголем дел неказнивоста и пропустите на институциите почнаа да ги убиваат или да ги јадат нашите деца. Но луѓето, фрустрацијата која кај народот подолг период тлееше и се канализираше во ветувањето на ВМРО-ДПМН пред изборите дека ќе следи ресет на обвинителството и на судството како рак рана на македонското општество, како еден индикатор каде што вие ако имате голема корупција и немате економија. И тоа ќе го коментираме во анкетите зошто е сега економијата пред борбата по корупцијата. Говори тоа дека нема компромис и мора ВМРО-ДПМН како главен фактор во владата да обстои во промена во системот на судството и обвинителството, односно да се изберат професионалци кои ќе гарантираат правдата и праведноста. Од таа смисла и има мандат од народот, голем, висок, силен мандат, затоа што таа е индикаторна точка дека ако без таква промена, без реформа, што и да направите е залудно. И тоа, за жал, ја потврди Кочанската трагедија. Сега колку видителите мораат или сакаат или не сакаат, ќе покаже времето од кога ќе се расчисти маглата и кога ќе се расчисти Кочанската трагедија. И се назира некаков можеби некоја волја или некој мотив кон видителите да се работат, но да видиме дали ќе само за овој случај или ќе имаме и други некои крупни криминални борба против криминалот на висока корупција, како они ќе се постават визави тие насоки. Анкетата која што ја спомена на МКДМК, направена од Market Vision на над 2000 испитаници во период на претходниот месец, вели дека над 50% од граѓаните оправдаа распуштање на судскиот совет во контекст токму на недовербата на судството, која што е јавна и јасна. Оние 12 доверба се во рамките на статистичка грешка, можеби воопшто и ги нема. Обвинителството котираше во наводници малку подобро, само исто така во наводници 45,5% велеа од граѓаните се изјаснија дека треба да има промени и таму, но еве денеска имавме случај, штипска апелација решаваше околу жалбите за притворите. Од 17, само еден е прифатен случај, и тоа замената е од затворски притвор во домашен. Притвор е Бектеши, меѓу другото, исто така останува. Ќе ја научат, мислиш, и судиите лекцијата од минатото, бидејќи знаеме и тие како функционира она небадијала распупеното судство, нели, на Заев, она кацарска судство и русковска обвинителство, што беше факт. Мислиш дека конечно и ним ќе им текне дека треба да си работата? Сензибилизирана јавноста, значи, дали е тој притисок на јавноста и на сите поважни политички чинители кои се дел од владата, предходно, пред да се случи Кочанската трагедија, се вршеше притисок да почнат да работат својата работа. И нели оној рок кој неформално го даде председателот на владата дека имаат време да се коригират и да почнат да работат со трагедијата. До пределот во овој комплот на работи да они почнат да работат, ќе видиме повторно, велам, понатака кога ќе се отварат и други случаеви, и тоа ќе покаже една димензија дали ќе треба реформи или ќе
си работат они и работата. Никогаш да не се повтори царска и русковска судството, бидејќи во тоа време, освен највлијателните држави во светот кои ја нотира Македонија во своите извештаи како земја каде што владее висока корупција, висока политичка корупција, како еден корупцијата, сме го дискутирале како еден феномен на најголемото загрозување на националниот поредок во сите помодерни држави, не сме да биде воопшто предмет на дискусија, предмет на балансирање или кокетирање дека можеби нешто ќе се подобри. Едноставно треба се заземе цврстав, хируршки прецизно и да видиме што после оваа кочанска трагедија ќе научат, ако имаат некоја морална вертикала тие судии и обвинители, да направат се што е затоа што ја земаат таа плата, да не се повтори ваква трагедија, бидејќи си нагледавме трагедии, посебно во 7-годишното владење на СДСМ, да не ги броиме Ласкарци, Беса Транс, модуларната болница, па и најлошото менеджирање на ковид кризата, умреа многу луѓе заради тоа што онкологија, да не ја забораваме. Онкологија, веројатно има и некои што ќе ги пропуштиме, умираа луѓе затоа што коруптивни политичари тогаш владеа. Нема компромис со тој дел и мислам дека треба да се опстои на двете тези. Или овие ќе си работат, или ќе мора да се заминат. Ако не си заминат сами, ако нема доволно морал и етика, и не ги носат овие души што почина на душа и на ум, тогаш ќе мора да се најде системски одговори да бидат на некој начин пред време пензионирани, да додат некои други луѓе. Она што го спомена и ти за промена во Македонија, и тоа многу години наназад не се случуваше, постојано на сите анкети корупцијата беше главна грижа и главен проблем на македонскиот граѓанин, и тоа беше со огромен процент. За разлика, односно за промена, последната анкета покажа дека за прв пат после многу долго време економијата изби на преден план како загриженост најголема, како најголем проблем, а корупцијата падна на второ место. Еве, оваа влада е 10 месеци само, нели, на власт во превод. Што се случи за да се промени перцепцијата вака на граѓаните во толку краток период? Зошто економијата коренно која што и реално треба да биде, нели, грижа за да луѓето се грижат како живеат, зошто живеат, а не се занимаваат кој краде, зошто краде, дали ќе ги затворат на невино, нели, односно на правдина и слично. Што се промени во толку кусо време за да конечно имаме една пореална слика, бидејќи во светот секаде 90% барем, нели, не онаму кај што има војни и слично, главен проблем е економијата. Да. Живот. Повеќе фактори говорат за таа анкета. Јас забележав и пробав да направам споредба и со претходните анкети. Направив пресек околу 10 години, но тоа пак ќе даде просек на последните 30 години, речем. Неколку индикатори се клучни. Прво, за прв пат владата визави, односно ВМРО визави СДСМ, после една година власт е огромна, значи над 50%. Мислам дека има подршка. 52 наспрема 10, нема ни 11 СДСМ, 5-1 е. И со првиот човек на ВМРО, да помне Христијан Мицкоски, премиер, визави лидерот, да. Она што го спомнавте, судството, односно недовербата во судството, и клучен индикатор е тоа што луѓето повеќе ги загрижува економијата отколку корупцијата. Затоа што тоа оди рака под рака. Вие нема да имате економија ако имате висока корупција. Ако вие сте почнале да елиминирате корупцијата, а почнато да се елиминира корупцијата системски, затоа што за една година падна, мислам дека врховен судија. Се рашиси со двете најголеми криминални групи, Грчец и Беланоч. Имаше елиминирање на неколку крупни криминални играчи. Се навлезе во системската корупција во неколку институции. Падна многу луѓе кои имаат допир со голем број на можни коруптивни действија. И беше јавна тајна дека тие го прават тоа, но сите глеdaa на страна и си свиркаа. Тоа говори дека Тоа говори дека луѓето, како најголем суд, избори или анкети, се едно,
ја перцепираат оваа влада дека практицира политики кои они најчесто ги засегнали. Ако една година е навистина феномен, и тоа може би ќе влезе во некоја историска емпириска статистика, за неполна година вие да гейм ченџер направите, да направите промена во играта и таа најголема горлива проблематика, корупцијата која го срози нашето општество, го замените со тоа што дека треба економијата да биде најголем проблем, тоа говори дека владата, Министерството на внатрешни работи и страшните органи, па и под притисок до некаде и университетството, прават напори денонокно да го сузбијат криминалот, и затоа е промената статистиката во анкетата, и луѓето имаат чувство на безбедност, луѓето имаат чувство дека владата се грижи за тоа што нив ги засегало претходно, и сега економијата е таа која треба да биде тема која нели треба се работи во смисла на инвестиции, на креање на нови работни места, и тоа е добро оди, и таму статистиката е добро, во бројот на завршивме лани со најголем број на инвестиции, односно број на инвестиции на 1 милиарда и нешто, да, креани работни места, а платите се качуваат, пензиите неспорно, треба време за тоа, но е добро што економијата ги засегал граѓаните, не корупцијата. Еден преседан кој што исто така е присутен овие 10 месеци, уште од почетокот на владењето на оваа власт, многу интересен момент анкетарски гледано. Значи, досега беше правило, а некој дојде на власт. Како што поминува времето, но и од првиот ден буквално се случуваше тоа, им паѓа рейтингот на оние што се на власт, а на опозицијата, која што, нели, благодарение на власта која што прави грешки, но и на опозицијата која што, нели, работи, опозицијата одеше нагоре, власта секогаш паѓаше надоле. Сега имаме еден контратренд, исто така мислам дека историски гледано, затоа реков има анализа е интересни историски компоненти во оваа анкета. Сега власта расте рейтингот постојано, а на опозицијата и паѓа во слободен пат буквално. Како дојдовме до тој момент? Феномен. Да. Па затоа јас и во воведот кажав дека има феномен ова анкета, и треба навистина да се анализира, и тоа говори дека станува збор за политики кои ВМРО ДПМН ги етаблира на системско ниво. Да не забравиме, ова раководство на ВМРО ДПМН ја презема партијата која беше под политички прогон, која имаше замрзнат имот, која можеби внатре формално, неформално беше на некој начин поделена. Сака дури да е укинато, ако се сеќаш, дури до таму одеше работата. Да, сега, тука граѓаните јасно перцепира за лидершипот, за менеджментот на лидершипот и тимот околу Христијан Мицкоски, и од таму доаѓа тој феномен, затоа што вие ако ја домот го средите, в случајот ВМРО ДПМН успеете да го исправите, затоа што вие да бидете под пресија континуирана, апсење, политички прогон, замрзнување на средства. Ако вие успеете да го средите, да ја средите куќата, метафорично кажам, да успеете да ги издржите ударите од непринципиални судство, обвинителство, рускоска и така натаму. И направите темел, суштина, стратегија, која понатака ќе ви донесе победа на подолг рок, па етаблирате политики кои се на стратешко ниво, кои во себе имаат некој начин на доктрина, па граѓаните тоа го препознаат, не ветувате празни флоскули, се занимавате со суштинските проблеми на граѓаните, и ако вие не се грижите за рейтингот, личниот, перформансите на тоа да останеш што подолго на власт, тоа видите, ризики вие се пресметате со криминалот, затоа што тоа може да ви истошти, тоа може да ви направи проблеми, може да ви направи ескалација, може да ви направи улични немири, може би некоја политичка партија да го злоупотреби, имаше обиди да се злоупотреби. Тоа е ризик кој вие ако не се грижите за соседниот ретник и влезете во војна со тоа, говори тоа дека вие ја гледате државата, не партијата. Оттаму, според мене, е овој феномен на раст на владата, односно ретникот на владата и на ВМРО ДПМН визави СДСМ. СДСМ пак не може да опонира во никаква смисла, ниту лидершипот, ниту тимот, ниту политиките, затоа што они се лепат во нивната генеза, нека простат симпатизерите на СДСМ. Јас не се сеќавам во 30 години, СДСМ нема злоупотребено трагедија. Од 2001 стоја на страна,
па влегол во шарена во широка коалиција, па таму правеа проблеми. Диво населе, па шарена револуција. Да. Секаде СДСМ се лепи каде што има проблеми државата. Монструм го злоупотребија. Заев лично го лажеше дека тоа не се убиците и дека тоа го инструирала тогашната власт на ВМРО ДПМН, до таму одеше некрофилијата. И 7 години не го докаже, не одговараше никој за тоа. Да. Се сеќавате со убиството на Нешковски, мислам на митингот на Мартин Нешковски, па околу тие Малата проблеми. Тамара, Младенов, тие беа трите столба нивни постојано кои што испаднаа исто влага. Малата Тамара испадна, незината мајка го правила тоа што го правила. Мартин Нешковски знаеме дека веднаш беше уапсен и во затвор. Да. А Заев се поздравуваше со неговиот убиец полицајецот, а Младенов испадна со обраќање на несреќа, Бог да ги прости, но не беше убаво тоа што се случуваше. Тие градеа кариера, правеа они СДСМ правеа во опозиција кариера на нив. Да, Овие ама три не само на столба. нив, они правеа и на кариера на паднатите херои во Диво населе, па Да. 2001. Значи секаде каде што има леш, они се присутни како мршајаци да можат да го злоупотребат тоа, да. Затоа не може СДСМ да го понира. И како дополнителна теза е тоа што нема докториран лидер, чувар на случајето на бизнисменот, најновиот бизнисмен од Дубај, Так. кој на некој начин е човекот кој ја уништи државата, за среќа не до тие темели каде што ќе се на некој начин и немаше да обстоеме како држава ако ВМРО ДПМН не победеше на овие избори. И сега и дополнителен феномен е затоа што вие ВМРО ДПМН не стартува од нула. Еве контекст на анкетата да ако станува време да анализираме. ВМРО ДПМН не најде средена или полусредена држава. ВМРО не стартуваше од нула. ВМРО стартуваше од -10, -20. За да дојдете вие на нула и да го задржите тој раст на рейтинг, тоа говори само дека ви имате исправни политики. Тоа говори дека вие со трагедија како Кочани сте направиле правилни одлуки. Во однос на економија сте направиле правилни одлуки. Во системот на борба против корупција правилни одлуки. Значи секој ваш чекор е одмерен на стратешко ниво и во делот на меѓународната политика исто. Во делот на прашањето со Бугарија исто. Тоа ќе го видиме на локалните избори и ако ова вака остане, предвидувам дека СДСМ уште 8 години ќе биде во опозиција, зашто таму не гледам човек кој е субјективен, кој е реален, кој ќе вика, знаете што, доста е, ајде да не се занимаваме само да не има на телевизија кој ќе почине некој. Дајте да дадеме некој предлог добар, конструктивен, да видиме што можеме да направиме за државата. Такво нешто нема и таа за жал влезе во налиите на историјата како антидржавен елемент, како антидржавна партија. Оние го изгубија на СДСМ како државнотворна партија во 90-тите. И за тоа си се сами виновни. Како гледаш на моментот што Филипче во последното интервју, верувале или не, од таа рубрика е, порача дека народот можел да учи од кого друг ако не од Зоран Заев. Многумина се шегува дали зборуваше за евро, за вицето, дали зборуваше за глобал, за пуч, за многу случаи може да се набројат. Но еве како гледаш на моментот, во најмала рака би требало да се извинат за действувањата тога што ги направија против Македонија и македонскиот народ, целиот оној срам и резил што ни го нанесоа, но и за името и за се нели кое што никогаш нема да се заборави. Не, напротив, тие се гордеат. Со тоа, еве, кој кажува може да учиме од него. Да, што да учиме од Заев? Нека си учи он од Заев. Македонија не доволно научи од него и го испрати на буништето на историјата, но тоа говори дека он него му должи. Веројатно му идол, има што да учат. Они учат заедно, возат мотори кога македонските шуми гореа. Ако се сеќавате, едниот беше премиер. И во короната сред кога умира луѓе како така, значи од тоа може би он да учи од Заев, може би учи добри инвестиции да прави во Дубај, може да учи од тоа како да мешетарат, како да крадат, кога Македонија се бореше за здив буквално во короната, они има идеја да крадат од провизии од вакцините, мислам дека од Кина беа. Така да он навистина стварно може од Зоран Заев да научи многу криминал, многу корупција, многу велепредавство и дај Боже само Филипче од Заев да научи, а ние никој од македонскиот народ, ниту од Филипче, ниту од Заев да учиме. И тоа говори само дека ете он се персонификација, значи направил со него една идеолошка матрица
со него изградил таков однос, му должи се и мисли дека му е ментор и нека остане така и нека си се дружат и понатаму. Дали најголемиот контраст и причината за сегашната разлика во рейтинзите, која што има тенденција и да расте и се покаже од првиот ден дека расте она на ВМРО и на власта наспроти на СДСМ, токму е и причината што тогаш станувавме буквално кажано и се будевме секој ден со афера на власта. Беше скандал во прашање секој буквално кажано ден, така што постојано како минуваа деновите ние заборававме на оние страшните афери како што беше рекет, заборавивме на рекет затоа што во меѓувреме дојде Рашковски, па го заборавивме него благодарение на Димова и Магарињата, па потоа го заборавивме благодарение на Мукаме Закири, да. Така и постојано Си се ниже афери и тоа сите афери една до една беа од нивни високо позиционирани функционери, членови кои што најчесто беа до Заев, со Заев и околу нели, потоа ги снемуваше, но аферите остануваа се толку се таложија што не се сеќававме на аферите. Па престанавме да броиме. Бидејќи беа премногу. Сега имаме еден контраст во владењето на оваа влада, овие 10 месеци, особено последните половина година, имаме постојано афери, ама афери на власта претходна и односно случаи полициски отворање на нови истраги. Ти ги спомена. Тука се, нели, ЕСМ, тука се еден куп на луѓе, тука е лотарија на Македонија и Артан Груби, човекот кој што е во бегство, нели. Во моментот зборуваме за фондот за иновации, зборуваме за многу работи кои што се, нели, на пласта и постојано, еве, ги спомна и Грчец, ги спомна и терористичките кели, но многу случаи од споменатите се на СДСМ. Најголем веќе не ги ни паметам јас. Контрастот, сега не се сеќаваме на отворените полициски акции кои што се во тек за нив, за сите овие што ги споменавме, или има луѓе во притвор, или пак се трага по нив, бидејќи голем дел како Васко Ковачевски или пак како Артан Груби се во бегство. Контрастот на аферите на собствената влада, или собствените афери, а сега се занимаваме со аферите на претходната, но и на постојано нови случаи, полициски истраги со кои што забораваме, еве за истрагите затоа што ги има многу. Дали ова помага во целата приказка на она разлика во... Апсолутно, да. Лјупче, видите, институционална меморија има и луѓето паметат. Може би дека премногу се, па ние ќе ги пропуштиме, ама верувајте, МВР е една сериозна структура со голем број на професионалци. Јас во неформални разговори, бидејќи нели таа проблематика во безбедност ја исто така ја коментирам во медиумите, кога се подготвував за едно гостување, чинам кај вас, беше кај Драган, добив една фрапантна бројка дека секторот за организиран криминал во однос на СДСМ и ДУИ во времето на тие 7 години, само за една година има 300% реализација, односно расчистување и обработка на нови предмети. Тоа говори дека сериозни институционални перформанси ќе требаат за се тоа да се расчисти. И затоа реков, обвинителството освен Кочани на тест ќе биде ставено за се тоа што го спомнавте. Забораваме црната листа на Соединетите американски држави, каде што се спомнува Дака, Заев и така натаму. Премногу се, но тоа не сме да остане нерашчистено, не сме да има неказнивост. Од аналогијата која повлечеме тоа што у Кочани имало неказнивост или имало пропусти. Ако се случи такво нешто, утре ќе има проблеми во МРОДПМН. Затоа големи се коруптивните дејанија, премногу ќе има работа, но нема да биде оставено така и сите ќе бидете елиминирани од општеството, сите оние кои се огрешиле пред нели законите. Затоа тој рейтинг на ВМРОДПМН ќе расти, затоа што ако видите нема селекција, нема селективност. Нема ово е ВМРО, ово е СДС, ово е наш, ово е нивен. Има ситни можеби некои пропусти, како сега со Бракајна една бенигна случка, не така, но уште истиот ден е поднесена. Некои на грабуси, што би рекол. Тоа беше научна фантастика во време на СДСМ. Знаеш, на Пајакот се сеќаваш? Како не, да. Што се требаше да се случи, пак никому ништо на крајот. Кабелот Пајакот, да. И тоа, тоа тука ефикасно е затоа СДСМ ќе биде на тоа ниво, пробува да манипулира. Ја не се сеќавам исто време на СДСМ да биде некој од највисокиот ешалон
елиминиран, зборам елиминиран од смисла на политичкиот живот заради можни коруптивни действија. Значи требаше да има огромен притисок од јавноста, требаше да има странските амбасади голем притисок и внатрешна пресметка, дали бил Рашковски или не, припагал на одреден клан или на одреден бизнес за да биде он во затвор. Тоа помага многу за рейтингот, но јас велам партискиот и личниот рейтинг е една работа. Многу е важно државата да има рейтинг, институциите да имаат рейтинг и да имаат доверба, да не биде на овие 2% како обвинителството. А за тоа да функционира државата не треба да има милост кон никого, кон оние кои се огрешиле. И подкрепено со добри перформанси. Се мислам дека ВМРО се уште се загрева, дека многу големиот перформанс уште го немаме видено. Можеби војната во Украина и проблемите кои во Европа се случуваат, некој преструктурирање во светот се случува, на енергетска криза која тлее, трагедијата во Кочани не е дадена ВМРО пуна снага, но тоа не значи дека нема да го видиме овој период кој следува. Ке има премногу работа и МВР и обвинителството, а со тоа и судот, но дали мислиш дека тоа ќе биде пречка да се реотворат оние црни петна кои што остана? Ги спомнавме, тоа е кабелот и модуларната болница, тоа е Бесатранс, тоа е Дурмотурс, односно Ласкарци, овие работи, онкологија, исто така која што заврши со некоја медицинска сестра, па да одиме дотаму и до двојник, оние шалтерските работници кои што издаваа пасоши, верувале или неповторно на светски мафијаши, не знам како ги најдоа шалтерските работници нив, нели? Но сите тие работи останаа. Па шоферот е крив, кабелот, тие ешалони. Медицинската сестра во онкологија, шалтериве, шалтерскиот а тој шалтер што добил наредба да Так. постапи Да. од повисоко ниво, тие не беа веројатно тогаш. Мислиш дека ќе има сила, Мора. бидејќи се најавува да се реотворат овие случаи, да конечно и тие да ја видат светлината на правдата, семејствата на оние кои што загина, зборуваме за околу 75 починати, за онкологија не знаеме. Има таму се дал. Азедитив знаеме, Исто знаеме ли така, колку луѓе имаат умрено од Не канцер дай Боже, на канцерогената, бели да, мазуто што го навалува. Тоа е на биолошки тој начин. тероризам, Така. хемиски тероризам, онкологија е исто. Тие мора да се... Значи, вие ако имате принцип да се борите со криминалот, тој не почнува од денеска, има дела кои не застаруваат, треба се расчисти се она кој не застарува во кривично-правна смисла. Така да нема опција ВМРО да помане и владата, да може да, повторно велам, да може да калкулираат или да се не сакајќи еве заборават. Институционална меморија има, луѓето паметат, луѓето барат и даваат мандат. Дали преку анкета, дали преку избори, вие тој силен мандат го имате од народот. Кој е народот зад вас, вие тогаш сте многу силни, вие имате мотив и не смеете да ги заборавите овие и мора, значи дали подопрен глас, дали ново обвинителство, дали старо обвинителство, овие случаи каде што зема буквално многу животи, мора да се расчистат и да одговарат вистинските виновници, а не само оној најнизок ешалон од тие можеби имаат некоја вина, но не постапиле сами сигурно. За разлика од СДСМ која што не лажеше дека ќе не внесе во Европската унија и во опозиција и на власти, при тоа еве особено како опозиција се темелеа на овие некрофилските случаи кои што ги споменавме. ВМРО одеше со борбата со корупцијата за која што многумина велеа нема шанси бидејќи беше толку навлезена во секоја пора на општеството што немаше шанси, сите претпоставува да се случува тоа. Исто така не им веруваа дека нема да ги прифатат уставните измени, односно промената на уставот, вносот на бугарите во уставот, не веруваа дека нема да ги прифатат ДУИ како коалиционен партнер, тоа беше научна фантастика, нели, како да нема шанси. И исто така дека ќе го реформираат, односно судството и судскиот совет дека ќе го распушта. Тоа беше ветување уште во опозиција. Сите работи досега се случија. Се случија, да. Корупцијата, гледаме, има 70%, над 70% од граѓаните имаат перцепција дека нешто се случува на тој план со различен интензитет, различни групи на граѓани, борбата против корупцијата е го долга. има тоа, нели, судскиот совет видовме, обидот е направен, тоа што ним да им служи на чест, тоа што го прават и дремат се уште изимаат по 2-2.500 евра плата, а знаат дека се нелегитимни од страна на народот затоа што законодавниот дом и собранието ги разреши меѓу другото, нели? Истото се случи со
Дуи кои што и самите мислам и ден денес не веруваат и не можат да сватат дека се во опозиција, уставните измени тоа останува исто научна фантастика за некого. Овие знаеш да беа на власт, тоа ќе беше до сега сработен. 100 пати, иако се обидува и сите им велеа не го правете тоа што го правеа со францускиот предок, кога дремевме на улица десетици илјади народ, но еве сите овие работи помогнаа исто така да се покаже дека кога имаш став и не мрдаш од него, дека нели останува довербата се зголемува и стратешката определба, принципите во политиката. Кога знаете што треба да правите, кога имате на пример лидер од типот на Христијан кој е интелигентен, он има стратегија на soft power, мека сила користи. има и кичма за промена. Да. Интелигенција, значи во неговиот мандат можеме да видиме ракопис на интелигентни потези. 10, 15, 20 чекори пред сите. Дури и во опозиција може би многу го критикуваа дека не е тој вистински пристап, дека се судира со стратешкиот партнер, дека тоа не е принципиелно, дека тоа ќе даде опасност на државата, дека еден куп на тези кои не држеа вода. Сега на тест на времето беа ставени и практично говори дека ова ВМРО ДПМН, овој тим, овој извршен комитет знае што прави и тоа е кога веќе се обкружите со луѓе кои се професионалци, кои имате агенда, кои имате програма, кои имате принципи, имате сврстина која сакате државата. Тоа вас ја овозможува да реализирате се. Не е каприц за тоа што ВМРО не го сакал Дуи, затоа што Дуи е синоним на корупција. Ветувањето дека Дуи ќе биде опозиција не затоа што тоа е на ВМРО желба или некоја политичка одмаза, затоа што Дуи беше неофицијална влада беше, држава беше која беше со СДСМ. Дуи ја водеше државата, но синонимот за Дуи беше криминалот и корупцијата, разнебитувањето на државата, лошите преговори на Бујар Османи со Софија, со сите пропуси во внатрешната политика. Затоа ВМРО ДПМН вети дека Дуи ќе мора да иде во опозиција, како е еден ретрограден систем кој мора да биде елиминиран од политичката сцена. И тоа се случи. Вториот дел, а тоа е во делот на уставните промени и надвршната политика. Погубно е сега да се размислува за тоа, затоа што во светот има големи може и за вториот дел да го ставиме тоа со меѓународните односи. Еве ќе го паркираме тоа, ќе го дискутираме после. Борбата против корупцијата, знаете како беше Лјупчев корупцијата третирана? Како систем, како феномен, како сосема нешто нормално, тоа се подразбираше дека го има и никому ништо. Не, тоа беше држава од држава, тоа беше нешто што кој владее со сите. Перцепцијата беше дека корупцијата внатре ги поседува сите политички партии. И дека е сосема нормално. И дека тоа е веќе нормално секој дневие, дека вие можете да правите што сакате и дека нема. Така не било пишано, тие се таму корумпираните. Они имаат пари, они можат се, мора да платиш, мора да наведнеш глава. Сега не е така. Вие можете да победите корупцијата, вие мора да победите корупцијата, ако не победите корупцијата, ќе победи вас. Затоа треба силна волја, треба вистински луѓе, треба посветеност, и таа борба ќе ве троши, немилосрдна и е долга. Но важно е дека вие имате желба и политичка волја да победите. Вие ќе победите. И таа корупција внатре задира во многу политички партии кои не мислат добро на државата. Затоа нема назад. Со штитите на него, затоа и председател на владата рече, први мора да се елиминира, па после да се побара доверба од граѓаните. Од корупцијата сака да се повлечете. Сака да има избори, читајте у позадина некои политички партии, сака да има избори, сака да направат криза, затоа што не се заштитници на корупцијата. Вие кога ќе видите дека некој расчистува со вас, вие се ќе направите да побегнете од тоа, затоа што ќе заглавите у затвор. И затоа перцепција за корупцијата никој не веруваше дека ќе се случи, затоа што луѓето прифатија во времето на СДСМ и Дуи дека тоа нивно нормално, и ново нормално за нив, ново нормално е сега дека корупцијата ќе биде победена и елиминирана.
Имаме уште теми за отворање, она што го спомнав, околу уставните измени, околу пораките од Европската унија, она тажна приказна во која што не стави Марта Кос, иако не кажа зошто 20 години чекаме како кандидати и сме на портата, ама било битно дека Украина, доколку работела како Македонија, ќе можела да влезе 2045-та, нели, ако денеска аплицира и слично. Сите овие работи, меѓународната позиција на Македонија останува за вториот дел. Со нас е Милан Стефановски, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е аналитичарот Милан Стефановски. Во првиот дел зборувавме за внатрешната политика во Македонија, малку за надворешната, за вториот дел. Денеска еврокомесарката за проширување Марта Кос рече дека на Балканот има неколку тажни приказни, меѓу другото не стави нас, Косово и Босна и Херцеговина во тажната приказна за патот кон Европската унија, бидејќи 20 години сме земја кандидат. Тажна приказна заради тоа што сме поминале толку време, а не сме таму, па даде дури пример дека ако Украина денеска аплицирала, ако била како нас, па дури 2045-та ќе влегува и се, но во ниту еден момент не објасни зошто ние сме така наречена тажна приказна за двојните аршини. Не спомна дека од 2009-та не имаме препорака за отпочнување на преговори, кои што не ги отпочнавме 10 години. Грција не блокираше до 2019-та, до промената на името нели на уставот, за да палката потоа веднаш 2019-та ја презеде кој друг, ако не официјална Софија, па тие почнаа тогаш првин со француска помош, па со прилозите, со сето тоа и денес трае. Но еве, ние сме биле тажна приказна. Што прави Милан со овие двојни аршини на Европската унија, која што вели дека не би ги зачудило дека за 2 години ако влезат Албанија и Црнагора, да влезат меѓу другото и Украина и Молдавија, кои што ќе преговараат тогаш колку 2 години ќе испадне, односно 2 години кандидатура ќе имаат конкретно ништо Украина дали воопшто ќе има и каква територија ќе има не ни знаеме, но нив ги ставаат, немаат проблем, а нас се уште не ставаат во шемата некогаш дека ќе биде. Како гледаш на ова лицемерие? Хипокризија огромна. Па видете таа хипокризија еве Кос. Да. Нели? Прво немојте да бидете сигурни дека секој бюрократ има елементарно познавање на принципите, на процесите, на историјата. Тие доаѓаат и заминуваат и мене не ме чуди што ова неумесна изјава од таков формат дадена, имало и претходно, има веројатно и после тоа, затоа што Европа не е спремна да го признае поразот кон процесот на проширување како стратегиска точка. Затоа Македонија е пример кој нив им говори дека се поразени, дека ако они се писателите, таа тажна приказна, што најтажниот писател пишува тажни приказни, ако они се тие писатели, во наводници метафорично кажано, затоа што они биле вклучени во процесите во овој регион. И Босна и Херцеговина со Дејтонски мировен договор, и Македонија со еден куп нерешени прашања, Македонија ни крива ни должна, беше блокирана на патот кон Европската унија, кој има своји принципи и нормативи. Копенхашките критериуми, ниту и судот во Хаг, како беше пресудата, Грција нема право од нас да не... Ветото во Букурешт 2008-та, да. Нели, меѓународното право е заменето со меѓународна сила. Так. Истото тоа се случува и сега со Бугарија. Да. Не имаме, просто имавме прен атински критериуми, сега софиски, но никако да дојдеме до тие копенхагеншките, кои што повторно ги спомна Кос дека во меѓувреме Албанија и Црнагора требало да ги исполнат реформите и тие критериуми за да станат членка, а за нас никогаш не важи тоа. Да, не важи. Тоа е, знаете како, оној кој не е спремен да ги реши своите проблеми внатре, никогаш нема да биде спремен да ги реши проблемите надвор. Они Балканот го третираат како надворешна точка. Тоа е во големите европски држави. Не ја гледаат како дел од Европската унија. Јас се сеќавам на самитот на Блед, Борел каже дека најголемата геостратешка грешка ќе биде ако Западен Балкан не биде скоро интегриран во Европската унија како зона каде што се судираат најмалку 2 или 3 светски сили. Затоа што Бугарија и Романија се адхок примени
заради тоа што Русија навлезе во Грузија, затоа што на Балканот имаше проблеми. Ние бевме без многу поспремни тогаш. Без никаков критериум, затоа што проширувањето тогаш беше прецепирано како геостратегичка положба на Европа или на некој начин морална процедура за да тие држави не бидат загрозени или бидат во конфликтот вклучени во тој црноморски базен. Сега, ако може така, зошто не може и за Македонија? Далеко да е дека ги имаме конфликт. Но еве да се вратиме и другата приказна. Како за Украина, Унгарија имаше пиење на кафе? Затоа што ако вие сакате да внесете некого и ви е важен, вие ќе го најдете начинот. Но, за среќа, низ Европа кружат низ кулуарите дека можеби Европа ќе прави некаква реформа во системот на носење на одлуки. Да не биде едногласна, односно да се укине правото на вето. Второ, ние не треба... треба... бугарите веднаш, Јотова веднаш излезе и кажа дека не било тоа во ред, не смело да се прави. Таков бил принципот, морале сите да се согласат, свесни дека тогаш ќе пропаднат нивните приказки Најмал проблем, да бидеме па до крај искрени, Европа има најмал проблем со проширувањето. Европа има многу поголеми проблеми сега. Да, не име тоа приоритет. И таа е многу потажна приказна од нашата. Европа има многу поголеми проблеми, и затоа си е самата виновна. Сигурен сум дека Германија има многу потажна приказна, не зборам економски перформанси, да не ме земат сега за зло луѓето па се споредуваме, но Германија има сериозни проблеми во делот на економијата, на економските перформанси, на мигрантската криза, на безбедност и така натаму. Европа сега е тажна приказна и ако они се тажна, сигурно ние ќе бидеме тажна приказна, но тоа не значи дека на тажна приказна нема среќен крај. Во најголем дел Европа мора да се реформира, мора тие билатерални проблеми да ги нейтрализира, односно да наметне критериуми кои ќе важат за сите. Принципот е тој, затоа што Европа нема да може да издржи во однос на растот тоа што го прави Русија, Кина и САД. Европа мора да биде принципиелна кон сите земји членки, за да може да биде пак посакуван сон и да биде геополитичка сила која ќе има внатре принципи. Ако нема принципи, дали тоа било за Македонија, за Србија, можеби за Украина, Молдавија, што е со Украина, што ќе воведе Европа во Европа? Украина по ваков воен конфликт за 2 години, 3 години, 5 години ќе донесе војна во Европа? Како може билатералниот спор да не биде внесен во Европа, ама војнава во такви размери да биде внесена во Европа? По Украина ќе има иста територија, нема ли да има проблеми со етничките структури внатре, нема ли проблем со корупција? Нема ли Европа да... Кој проблем од 2 милиони луѓе или 10-15 од Балканот ќе биде поголемото нешто има 50 милиони во Украина? Тоа збори за непринципилност и двојните аршини. А двојните аршини секогаш се политика на концепти на сојузи кои немаат успешен крај. Како ја гледаш меѓународната политика во однос на македонскиот настап, кај се најдовме ние во однос на она претходно и ова сега, оваа влада и оној став кој што го имаат сега, настапот и позицијата на Македонија во меѓународната заедница општо гледано, наспроти она што беше, целосно, апсолутно еден вистински срам, резил, она што го правеше Бујар Османи, кој што пишуваше писма вчера, завчера, но доби и многу одговори за тоа што не го правеше и како нација и како на држава. Ако се сеќаваш оние одења во Софија, оние авиончиња фаќање со Пендиков и со, значи, не па повеќе се прашува луѓето дали е министер за надворешни на Косово или е за Македонија, палеше авионот, одеше во Шпанија да во бира за Косово, за нас не правеше ништо, нели? Како гледаш на сегашната ситуација и позиција на Македонија на меѓународната заедница, настрана ова со Европската унија, но и во тој контекст? Споен е тој контекст, затоа што, видите, сега меѓународната сцена е многу сложена. Изборот е да градите политика и со Европа и со САД, но во прва смисла, затоа што, ние за Европа сме тажна приказна или во моментов Европа нема сила да донесе одлуки за проширување. Дали била Софија, дали е Париз, дали зад Грција и било некоја друга држава,
Историјата покажала дека ако некој сака, може тоа да се сработи. Нашиот на некој начин стратешки поглед, нашите маневри се кон Соединетите американски држави. Тоа умешно го постави ВМРО-ДПМН и лидершипот на ВМРО-ДПМН, што успеа да се качи на возот тогаш кога требаше и да направи контакти со американската администрација, да ги договори тие чекори кои следеа со резолуцијата за мировниот план на Украина. Веројатно договорени биле и се договорени во тајната дипломатија се е можно за идните наши чекори кон евроатлантските аспирации, кон тоа што треба ние да направиме во НАТО, но најважно е нашиот однос со американците и со Соединетите американски држави и со нивната администрација да јакне и затоа што они како систем, да не се лажеме, се најголемиот гарант за и економска стабилност и за безбедност и стабилност. Доволно е да имаме сега во ова немирно море, да имаме такви односи со Соединетите американски држави, кој нас може да ни имплицира добра економска и безбедносна околина. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам и на поканата. Не беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.